Подготвени сме. Подготвени? Начално ја кажавме темата, еве во продолжение кратко објаснување за тоа што поточно ќе зборуваме денеска, односно темата ни е насловена христијанското и паганското во божикното празнување или во празникот Божик. На оваа тема рековме дека имаме еден гостин или соодветна личност кој што ќе може да ни одговори на нашите прашања, но она што можеби баш во ваквите денови се прашуваме и во однос на тоа што практикуваме како обичај во традицијата, што е она што не збунува, што е она што гледаме дека е различно од некои останати краишта во нашата земја, за коледарската песна и така натака. Тоа е се за кој што ќе зборуваме нашиот гостин. Гостинот кој што рековме дека и тоа како е компетентен на оваа тема е професор доктор Марко Китевски, кој што е долгогодишен изучувач на сите тие македонски обичаи и многу добар познавач, длабоко навлезен во се она што значи македонска традиција. Добар ден. Добро ни дојдовте. Ви благодариме што на овој празничен ден одвоивте време. Малку да не обучите сите нас каде грешиме, а најверојатно грешиме. Па вака треба, бидејќи сме непосредно пред Божик, треба да се каже дека Божик е празник на радоста, празник на животот. Го празнува и човекот, се радува природата. Човекот го добива раѓањето на Спасителот, природата се радува на раѓањето на новото сонце. Новата година носи нова вегетација, раѓање на животот во природата, но човекот се радува на раѓањето на Спасителот, Господ Исус Христос, кој го празнува на утрешен ден. Значи, ете од тука во новогодишните, во божитните празнувања имаме премногу паганско. Значи, нешто што останало од предхристијанскиот период, кога луѓето го славеле раѓањето на новото сонце. Да, но професоре, кој ќе се каже тоа паганско, дали тоа автоматски мора да има и негативна конотација? Дали тоа значи дека што е паганско, односно не е христијанско, дека мора да се исфрли? Туку едноставно и тоа била традиција. Паганско кој ќе се рече се мисли на нешто што е предхристијанско, многу старо и што останало најдолго во нашето село. На латински пагус, паганус е село. Значи, овие обичаи надолго во селото се останати и од тука доаѓа тоа, но не значи дека сето тоа е лошо. Навистина има многу суеверие, магиски дејствија, баења, клетви и така натаму, но има и многу битови елементи и многу работи кои што се корисни. Значи, народното творештво, фолклорот, обичаите ги афирмираат позитивните човекови особини, а ги осудуваат негативните. Поради тоа не може се да се отфрли. А со самото тоа што толку старо, толку долго да се сочува традиција, па тоа е за... Ако толку долго се одржало, значи имало некои вредности од тоа. Извинете, бидејќи зборуваме за денеска е бадник, вчера се палеа бадниковите огнови. И обично секогаш во овој период од годината, односно во ваквите моменти имаме и токму такво негативен аспект на сето тоа кога зборуваме за бадникови огнови, дека е паганско, а всушност во тоа нема ништо лошо. Видете, тоа е наша традиција. Значи, наша традиција македонска, се разбира и другите народи имаат такви. Можеби не е христијанска, но е македонска. Не е христијанска, но е македонска традиција и треба да се негува таа. Навистина треба да се води сметка некако што некои прават со што би рекол ја дека е осквернување или поганење и на традицијата и на верата. Оние огнови кои што ги гледаме некогаш, навистина не е тоа христијански, но да се запали оган, да се соберат луѓето покрај тоа, да разговарат, не е ништо лошо. Да се видат луѓе кои што можеби само во тој момент еднаш годишно се гледаат. Да, некои цела ноќ урлаат, пуштаат музика гласно, па зборуваат во записите на коледарските огнови постои, имало и вулгарни песни што се пееле во некои краишта на Македонија, Тиквешијата, да речеме, Велес и натаму Кавадарци, Неготино. Меѓутоа, во основа секаде се познати коледарските песни што ги пеат децата, потоа дарувањето на коледарчињата. Тоа е останато според традицијата и според преданијата
во спомен на прогласувањето на раѓањето на Господ Исус Христос. Во едно предание се вели дека кога Богородица живеела во манастир, светијата ја испратил по некој повод во планината да донесе нешто, но таму ја стемнило и таму го родила бебето Исус Христос, но бидејќи немала во што да го повие, се плашила дека може да измрзне, се прибрала во една пештера и таму некој овчарче имало што свирело со кавало, таа го замолила да и ги даде торбето и опутите од опинците, оние врвци, опути се викаат тие врвците околу опинците на ноза што стават за да го повие, да го врзи. Го врзала и така ноќта преживеала, кога се вратила во манастир, рекле ова дете ќе биде свето и на децата им дале торбето и опутите да одат да му ги вратат на овчарчето, но и да разгласат дека се родил Абер да светиот. пуштат, така. Ето така. И сега во спомен на тоа, нашиве деца одат и пеат коледарски Пред да песни. продолжиме за коледарчињата, само да не забораваме, ние си ги задржавме тука пред нас книгите. Овие книги нашиот гостин ги донесе за гледачите всушност. Така што ќе имате можност во текот на женската тема да се јавите, да кажете некои од обичаите што вие ги знаете, ги практикувате, да се добиете една книга со посвета. Малите нашиот приказни гостин. голем ум даваат. Македонски фолклор за раѓањето и воспитувањето на децата. Ево одлична книга или за бабите и дедовците или за мајките и татковците кога зборуваме за воспитувањето на децата и за раѓањето се разбира. А ова е посветено на вашиот внук? Да, на мојот внук, кој што Марко се вика исто така. Стигнавме Сега до година- коледарчињата. Вие кажавте причината зошто воопшто тие нели излегуваат да пеат песни. Јас би сакала нешто да ве прашам околу содржината на песните. Видете, значи спомнавме Знаете што сакам да ве прашам, дека така. возрастните околу коледарските огнови пееле еротски песни, но децата пеат песни во кои што го слават раѓањето на Исус Христос. За жал, нашите деца знаат само коледе, леде, паднало греде. Меѓутоа има и други песни во кои што се најавува раѓањето на Божик. Денеска е коледе, утре е Божик. Потоа има една песна се замлучи Божја мајка, одигната до Божиќа, па си роди младо чедо Божика и така натаму. А Значи, зошто тие не ги практикуваме? не ги знаат децата. Треба Треба некој да им ги Треба пренесе. некој да ги Да прочита и да знае, ги да. научи. Да. Децата порано ги учеле песните, се собирале, пееле песни недела или две пред празникот. А сега тргнуваат само наутро со Коледа. торбите и по коледе, меѓутоа треба да ги научат и тие песни да ги пеат. Не дека тие се заборавени, заборавени се вака во меморијата, меѓутоа во записите постојат. Ние имаме доволно книги во кои што стојат тие записи. Имаме веќе гледачи, веднаш се јавија заинтересирани за вашата книга. Добар ден, повелете, во програма сте, кого имаме на линија? Добар ден, среќни божетни празници, среќен бадник. Исто така среќно и вам. Дали вие се ги терате сите адети како што треба? Па да, си одиме по обичаите, како е по старите редот, така, А од каде се јавувате? од аеродром. А од аеродромот Скопје. Сте реков да не сте од некои други крајеви, затоа што рековме дека има разлика во некој обичај. Не, од аеродром се јавуваме. Коледарчињата поминаа утрово. Да ви кажам, уште са бајле од 6 часот. Поминаа и девојчиња и маски, многу убаво. Супер убаво ги пресекавме, ги испративме и така. И сега се подготвувате за бадниковата вечера, така? Така, веќе е спремно се. Да. Што обично се наоѓа, ви ги прашавме и претходно гледачите во темата посветена на денешниот ден, но што обично се наоѓа на вашата Па бадникова искра да ви трпеза за тоа кажам, ќе зборуваме? генерално се по нешто, значи имам на масата. Не би можела нешто да издвојам, значи што се вика баре едно по две од се по нешто. Бидејќи се многу работи, сега не би можела да набројувам. Да, но и тоа е во склоп со нешто го велиме традиција и посна бадникова трпеза, што знаеме од прилика од што е составена. Да, секако. Паѓа во пост. Добро, Да, тоа ќе благодариме. имаме во следниот дел од емисијата, Да, ќе да. имаме и трпеза, ќе Дополнително. поставиме овде бадникова трпеза со една од вештите жени. Како и да е, ви благодариме што се јавивте и ја добивте книгата од нашиот гостин, Малите приказни, голем ум даваат. Имаме и уште еден Господината гледач на Далфа. линија за другата книга. Добар ден. Да, добар ден. Кој ни се јавува?
Виолета од Волкова. Виолета, вие денеска како го поминувате бадник уште рано наутро? Спремање дома, постна трпеза, со синот, со внуцињата и така. Од све по нешто на трпезата постна сега, од костени, од ореви, од лепче со паричка, од баничка и од све по нешто. Баба сум и затоа морам све да спремам јас да имаме на трпезата. Дали Вие ги како пративте сте у вашите внучиња утрово да поминат, да извршат обиколка по останатите куќи? Да, одеа. До 12 часот имавме коледарчиња што доаѓаа по куќи. Ама не знам и тоа дали треба до 12 часот. Тоа треба всушност многу порано, ама сега новите генерации се малку помрзеливи, јас мислам. Треба рано да го Треба свршат рано. раѓањето. До колку по правило би требало? Би требало од 7 до 9 да биде. Од 7 до 9 до годината, знаете. А овие нашиве до 12 одева. Спијат, да. А и студено е. Да. Поздрав многу до вас и до гостинот. Одлично ќе ви дојде Ви оваа книга. да, ви бидејќи сте благодариме. баба. Така што ќе може да Значи прочитате. да кога спомнуваме веќе ова вечерата, Бадникова вечера, треба да кажеме и тоа дека во различни места на Македонија различно се празнуваат празниците. Во некои детали, меѓутоа општо е Бадниковата вечера со постна храна, со некои карактеристични јадења исхрана, да речеме задолжителни се оревите, костените, рибата, лебот. Сето тоа зборува, барем истражувачите на овој обичај така го толкуваат, дека тие се слама исто се става, дека тие се елементи. Ама не се јаде. Не, сламата се става и после со неа се врзуваат овошките и така натаму, значи тие имаат привлечна душа, привлечна моќ за душите на мртвите. И во овие обичаи за Бадник, истражувачите гледаат многу предхристијански елементи кога ги привлекуваат душите на мртвите, ги нагостуваат, така што тука имаме премногу мешање на пагански и христијански елементи. Во минатото тоа било поврзано со душите на покојните предци, но христијанството му дала нова смисла. Божик празникот не е најстар празник и не е многу стар. Во почетокот раѓањето Господово се празнувало заедно со крштевањето, затоа што на водици со крштевањето како духовно раѓање човекот се раѓал. На обичното раѓање на човекот не се гледало со голема почит, затоа што се сметало во тие робовладателски општества се раѓа еден роб. Но подоцна се јавило потреба да се одели празникот за Господовото раѓање од празникот на неговото крштевање и кога се барало датум каде да се стави тој празник, се нашло дека е најдобро да се стави на овој датум, затоа што тогаш се празнувало раѓањето на новото сонце, имало многу празници во овој период на годината, со тоа црквата постигнала и масовност во празнување на Божик, но и тие нехристијански елементи во празнувањето со гладиаторски игри, со пијанство, со неморал, ги свела на пристојно празнување. Тоа било целта и така се постигнати тие два ефекти. Значи Божик, затоа се Божик па се смета за матица на празниците. Не најголем празник, најголем е Велик ден, бидејќи тој дава смисла на верата. Но да не било раѓањето, па немало да има ни Велик ден. Матица на празниците се смета Божик, а Свети Јован Златоуст го вика и митрополија на празниците. Од него излегуваат сите други празници. Инаку во нашава црква најголеми празници се Божик, Великден и Духовден. На Духовден, со слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, се исполнили условите за постојање на црквата. Затоа црквата празнува роден ден на Духовден. И тие три празници затоа се празнуваат по 3 дена. Другите празници се празнуваат по 1 или 2 дена водици, да речеме. Тука е големината на овај празник, раѓањето на Исус Христос.
кое што некои уште тогаш го критикувале празнувањето дека христијаните празнуваат на пагански празник, го празнуваат раѓањето на сонцето. Свети Јован Златоуст, Свети Јован Августин. Свети Августин викал, ние го празнуваме не раѓањето на сонцето, туку денот на онај што го создал сонцето, бидејќи Господ е создател на целата природа. Така што се работи за еден голем празник, за еден празник кој абсорбирал многу други празници и ги елиминирал. Затоа имаме многу обичаи. Во овој период од годината, во предхристијанскиот период, кога е зима, кога има многу опасности, кога виулици по цела ноќ веат, луѓето имале страв од негативните демони. Сега тој период, што порано бил ноември, декември, сега е сведен на овие некрстени денови од Божик до Водици, 12 дена, кога се верува дека негативните сили, демоните се во движење. Да, велите има многу, не само што има многу обичаи, туку дали смитате дека е чудно што за толку мала држава сме сепак, толку да има разлика од крај до крај? Не, има. Дури ќе видите вие од мало до мало има разлика. Видите, затоа што луѓето внесуваат многу своји елементи во тоа. Многу новини. Има многу туѓи влијанија во нашиве обичаи. Не е наша карактеристика гранчињата, дабовите гранчиња. Наша карактеристика е во огновите да се стави дрво, пенушка или ќутук и да гори цела ноќ. Луѓето биле будни околу тој оган, затоа бадник се вика од будник, од бдење. Шапкарев барем така тоа го објаснува. И во нашата традиција со тој оган, после со таа гламна што ќе остане жар, се правеле разни други обичаи, се правеле крстови кои што биле заштитник, па се носело во лозијата, во нивите и така натаму. Има многу, значи навистина имаме многу обичаи во врска со бадник. Бадник и Ѓурѓовден се најмногу празници со најмногу обичаи во кои што доаѓа таа магиска функција или религиозен. А со паричката како го објаснувате тоа што Вака, значи паричката има повеќе мислења, дури некои апели такви да не се празнува на бадник. Туку на Василица, на така? Василица. Во некои краишта на Македонија се празнува на Василица. Јас сум од Дебарца, од Охридско, кај нас на Василица се празнува. Сега некои... И тоа не се става во Погаче, колку што знам во Таран нешто. Не во Таран, во Пита, на различни места различно се прави, но важно е да се, барем според мене, на Нова година се прогнозира среќата. Тогаш ова е еден вид прогнозирање на среќата. Тогаш се играле игри со... Тогаш тие игри што се играле на паричката, дека носи среќа. Тоа носи среќа, значи се прогнозира среќата. Како се вметнала овде тогаш сега? Ова е некое странско влијание од меѓувоениот период, како и ова што е пред соборниот храм што го прават тоа со гранчињата, тие не се македонски обичаи карактеристични, но не и се. Значи на Нова година се прогнозира среќата и на други начини, да речеме во Црепна се ставале разни жарчиња и се наменувале нешто за добитокот, нешто за нивите, нешто за луѓето и ги поклопувале со вршник или сач и гледале како ќе изгорат тие жарчиња. Ако веднаш потемнат и не изгорат, тоа било лош знак. Ако тоа што ќе изгорело жарчето со бела пепел, тоа било добро дека тој елемент ќе напредува. Значи се прогнозира среќата на почетокот на годината. Може би во различни периоди од човештвото почнувала годината на различни периоди. Затоа имаме обичајот полазеник, да речеме првиот што ќе влези дома или што ќе сретнеш, зависи дали е среќен или несреќен, дали ќе ти донесе среќа или несреќа. Затоа се поканувале луѓе што се среќни, што се богати. Ние зборувавме на таа тема, но ние малце поинаку го прочитавме тоа на интернет, дека требало да биде маж што ќе влезе. Нема врска тоа. Жената ако влегла прва дома што ќе влезе дома после новата година, тогаш несреќа ќе биде. Жените обично се пожелни. Затоа што видете нели нема врска, јас мислам дека нема врска. Видете дека кога догорувало бадниковиот оган дома,
во некои краишта на Македонија ги истерувале машките деца, женските да го видат тоа догорување на оганот, за да има плодност куќата. Значи тоа не е точно, но полазеникот зависи дали е среќен или несреќен. Затоа некои луѓе порачувале кој да им дојде дома наутро, ама затоа и го дарувале. Имаме многу интересно. Да. Имаме гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Многу поздрав до гостинот и до вас. Ви честитам сите новогодишни празници, божикни, денешнен. Се јавувам од Скопје, инаку битолчанка, а Мариовска сна. Господинот ни бил во Витолиште и многу го поздравувам, го почитувам. Прекрасен. И сакам да поставам едно прашање кое што пред малце ни го објасна. Во Битола исто, како и во Охрид, на Василица мајка ми го ставаше паричката во лепчето, во зелник или мазник се прават. А на денешен ден во Битола не слават со паричка. Зашто, моето прашање, се прашува можда и самата себе, црквите, свештените лица, да проповедат на македонскиот христијански народ, па едно да биде исто, таа е иста вера, барем едно да биде секаде во Македонија, во градовите, да се знае дали е на Падник, дали е на Василица. Или ние сега, јас од мојата свекарва покојна, го зедов обичајот Мариовски на Падник паричка. И сега така си го терам, 50 години. Но, во Битола сега, мојата сна од брат, не вика, ние не правиме паричка на Василица. Дали е тоа исправно? Не е. Или треба малце да се поработи на тоа од страна на црквата и на нашите свети, да речем, светци, овие попови што ни се и така владика, да проповедат, да биде тоа едно кај македонците, христијани, православни. Многу поздрав до господинот и до вас, многу ме израдува што го видов. Инаку, книгата сакам да ја купам, пошто не можев да ја добијам поклон. Можда и Стефче, синот мој, може да дојде во контакт со него да ја купиме. Сакам да ја имам. Гостинот рече да оставите адреса во режија и дека ќе ви ја испрати по пошта. Ќе добиете поклон. Од него. Многу среќа и радост. Изгледа не ме разбравте. Дали ме слушате? Да. Гостинот рече, замоли да оставите ваша адреса во режија, откако ќе завршиме со разговорот, и дека ќе ви испрати книгата по пошта. Благодарам многу и пожелувам долги години убав живот, лесен и на вас и на господинот и уште многу години да се гледаме вака. И ние ви благодариме и на јавувањето и на прашањата, само не заборавајте да оставите адреса во режија. Вака се во врска со ова прашање, на вистина ова е различно, значи различно се празнува. Дали може да се изедначи? Знаете, тешко е некому да му рече што наредиш или да му забраниш. Никоја наредба не останала. Еве сега се покрена прашање нели за календарот, дали треба да се... И не беше... Многу е тешко тоа. Некој што празнувал долго време, календарот, преминување на друг календар не е толку едноставно. Да било едноставно, тоа ќе се решило многу брзо. Меѓутоа, тоа повлекува други некои работи. Исто и обичаеве, знаете, има во записите, нека е и суеверие тоа, каде што се прекинало со празнување на еден празник и се случиле несреќи во селото, и после луѓето повторно му се враќаат на празникот. Дури суеверието, колењето на курбан, да речеме, имало на времето и книгата на Кирил Печиновиќ, кога излегла огледало, и други црквата уригирала. Еве, во Мариово, да речеме, прилепскиот владика Григорий Одел ги убедувал луѓето да не колат курбан. Меѓутоа, кога ќе се случило некоја несреќа, дали на луѓе, дали на добитокот, волците кои ќе изеделе многу стока, веднаш луѓето мислеле дека е тоа и повторно се враќале. Така што тоа е многу
лошо да прекине некој со тоа. Затоа кој кај се нашол, како се празнувале неговите предци, нека се продолжува традицијата, но како што реков, да не се вулгаризира, да не се претерува, да не се внесува многу ново компонирани обичаи, дури ниво обичаите, ниво Доволно обичаи има да не воведуваме сега уште Доволно нови, имаме, само нив да ги се испопуниме. афирмираме. Но да задржиме традицијата и она што е наша традиција и што Тоа е во што е склоп наша со традиција да православната празнуваме. Инаку овие што има разни влијанија, тоа е и нормално, бидејќи во минатото во Не Македонија можеме да живееме во прво стаклен било- сат и да не примаме, Ама видите, да. прво било подробство. Разни цркви, грчката, српската, бугарската, вршеле влијание тука со своји свештеници, купувале луѓе, плаќале шпиони и така натаму, и сите тие ширеле туѓи обичаи. Сега, Дел од меѓутоа, пропагандата нивна, тоа сакате да поминале кажете. 100 години од тогаш, како што луѓето го празнувале, тоа и сега навистина не е така лесно да му се рече некому престани тоа да го правиш, прави го вака или прави го на тој ден. Професоре, многу ви благодариме на гостувањето. Ние ќе продолжиме всушност на оваа тема, затоа што Сонја Груевска ни на госте е една од вештите жени која што ќе ни постави Софра. Бадникова софра. Како треба да Добивме и од вас инструкции. Тебе, Ивана, бидејќи многу јадеш, ќе те испратам дома за да остане повеќе за мене. Овој ден постам. Постам, не го Постна ќе постам биде, цел пост, да. но да, за Бадник постам, така што велат кога е постна храната можеш да јадеш повеќе од колку што треба, бидејќи нели е полесна постната храна, така да може и ќе останам. А одиме сега со странските рецепти, мислам дека божикни, но овој пат мислам дека од нашата блиско окружување, поточно Србија.